Добар ден, почитувани гледачи, ново издание на ваш термин. Знаете, понеделник 17:10, секогаш сум јас тука со вас како ваш домаќин Виолета Петровска-Периќ и нашиот денешен доктор кој што е веќе со мене во студиото и одговорен за денешната тема. Минатиот понеделник, оние кои што не следа, јас веќе најавив дека ќе говориме за сколиозата. Бидејќи години наназад некако многу зголемена е појавата на сколиоза, посебно нели кај децата, поради повеќе причини. Ние обично кога сме разговарале за сколиоза сме кажале дека тоа се должи и на намалената физичка активност кај децата, нели со оваа глобализација, со овие технички апарати кои што дојдоа во новото време, телефоните, лаптопите и така натаму, децата некако забораваат да си играат надвор, да бидат повеќе физички активни, со оние претешки ранци и така натаму. Сето тоа доведува до зголемена појава кај сколиоза кај децата, се извинувам. Така, денес решивме да говориме на оваа тема, меѓутоа ќе објасниме на почеток секако што е тоа сколиоза, што означува како диагноза сколиозата, ќе ни објасни денешната моја гостинка и веднаш ќе кажам за кого станува збор. Тоа е доктор Албена Манева Крстевска и е специјалист ортопед, токму компетентна за денешната тема. Значи, повеќе ќе се задржиме на третманот и лекувањето. Впрочем, од незиното искуство ќе ни каже како таа успева да санира и многу потешки сколиотични деформитети на рбетот, дури да се избегне операција. Во студиото, доктор Албена, да те поздравам и да ти посакам добре дојде. Благодарам. Така, најавив јас дека денес ќе говориме за сколиозите и сколиотичните деформитети на рбетот. Па ајде на почеток да ни кажеш првин што е сколиозата. Да. Сколиозата, јас многу пати сум гостувала и сум зборувала. Так. И денес го донесов овој модел за да можам полесно да им објаснам. Така да им на оние кои не знаат и кои се интересираат или има таков проблем. Ова емисија замислена информативно, значи да даде информација на луѓето што е сколиоза, какви типови на сколиоза има, како се тие лекуваат, кои се можностите, затоа што многу често има и дезинформации, и луѓето лутаат и не знаат и губат време и на крајот се завршува баш со операција, она што јас не би сакала. Треба да се избегне. Да, треба да се избегне таму каде што може да се избегне, се разбира. Значи, сколиозата, кога ќе се зборува за сколиоза, се подразбира една деформација, торзиона деформација на рбетниот столб. Значи, ова е, не знам, се гледа. Значи, рбетниот столб кој се состои од многу прешлени, кои се споени меѓу себе со преку дискусите. Значи, горниот дел е фиксирана главата, на долниот дел е карлицата фиксирана. Значи, е еден стожер на нашето тело. И при сколиозата настанува спирално извртување на рбетниот столб од разни причини, за кои ќе спомнам после. И тоа значи една деформација во три просторни равнини. Значи, во фронтална равнина имаме искривување странично. Значи, во сагитална равнина, значи се менува профилот. Обично имаме изравнување на физиолошките кривини. Значи, таа во градниот дел кифозата се изравнува, во лумбалниот дел лордозата се изравнува или станува кифоза и се менува и вратниот дел. Значи, во профил и во хоризонтална равнина, значи тоа е во сагитална равнина, и во хоризонтална равнина имаме една ротација. Значи, извртување, ротација. Обично сето тоа заедно оди. Така. И го чини тој сколиотичен деформитет на рбетниот столб. Меѓутоа, затоа што рбетот не е самостоен, нели? На него се зглобуваат ребрата тука и го чинат градниот кош, мускулатурата, значи го чини на таа абдоминалната шуплина, на карлицата се зглобуваат екстремитетите, значи колковите, горе се зглобува рамениот појас. Значи, кога ќе дојде до такво спирално извртување, се одразува на целиот организам и естетски и функционално. Така. Значи, ако вашето дете, нели,
има сколиоза, на систематски преглед му кажале дека има сколиоза. Значи, обично тоа се деца кои се во раст. Така. Значи, може да се јави сколиозата и во најмала возраст. Тоа е инфантилна, се вика сколиоза. Значи, до 3 години, потоа е јувенилна и најчеста е адолесцентна. Значи, од првите знаци на пубертет до завршување на телесниот развој и постигнување на карактеристики на возрастен, на адулт. Значи, во тој период, значи кога е најинтензивен телесниот раст, кога имаме хормонални промени и други промени на организмот, најчесто се случуваат сколиози, кои сите не се тешки сколиози. Значи, има сколиози, има сколиотично држење, има сколиози кои се побенигни, помали, има сколиози кои прогредираат и кои бараат посебен третман и кои се посериозни. И во колку не се лекуваат, може да има последици. Значи, по здравјето, може да се намали животниот век, може да имаат болки и така натака. Значи, не е се во естетиката. Така. Добро, но велите има сколиози, нели, со помал степен на искривеност и има тешки сколиози. Кога се работи за тешките сколиози, кои се тие причини што така, како да речам, велите брзо проградираат? Зошто? Што се случува? Кои се причините за тешките сколиози? Вака сега. Ќе кажам за причините. Меѓутоа, најчесто, значи ние како ортопеди, кога пишуваме диагноза, пишуваме сколиоза таа и таа, и многу често пишуваме идиопатска, адолесцентна идиопатска сколиоза. Значи, кај деца, кај адолесцент. Така. Меѓутоа, на родителите ретко кој им објаснува, да речеме, што е тоа адолесцентна идиопатска сколиоза. Добро, тие се консултират интернет. Меѓутоа, во суштина, ние не му даваме ништо на родителот. Значи, адолесцента значи во адолесцентниот период, идиопатска значи дека не знаеме што е причината, и сколиоза е ова што го кажавме. И сега, секој човек кој има малку логика ќе каже сега како вие ќе го лекувате ова моево дете кога вие не знаете ни што е причината. И тоа е навистина така. Практично, за да нешто пристапите кон некој проблем, значи треба да знаете од каде тој доаѓа. Затоа што сколиозата е симптом. Значи, во принцип ова идиопатска, да кажем. Потешки. Да, не е причината во самиот рбет, него тоа е некоја компензација. Значи, така реагира, јас покасно ќе кажам зошто. Значи, ако сакаме да сме сериозни во нашата работа, значи, треба малку да се продлабочиме, да видиме зошто, од каде потекнува сето тоа, за да бараме решение за децата, нели? Значи, ако не бараме решение, ние сме површни и бараме некој паушално, формално. Значи, ќе го пуштиме на физикална терапија, таму се прават некои групни вежби, ќе му дадеме некој корсет. Така. Има многу, знаете како тоа е сепак специализирана работа. Значи, за да дадете корсет, корсетот не е лесно да се направи. Значи, треба да се направи стручно. Треба вие да учествувате во тоа, ако сакате нешто да направите. Значи, не формално, ево корсет, ево вежби, и на крајот луѓето се збунети и не знаат што да прават, гледат детето им се влошува, бараат решение, читаат на интернет. Значи, јас затоа сакам, ова емисија е знаменета за родителите. Така. За да им објаснам. Значи, уште Волтер, значи тој е познат филозоф, историчар, писател француски, кажал дека значи нема проблем за кој во колку размислувате долго и барате решение, нема да го најдете. И сакам да ви кажам дека решение за сколиозите е најден уште во почетокот на 20 век. Меѓутоа, за време на мојот специјалистички престој во Франција,
во институтот каде што бев на специализација, во нивните архиви најдов феноменални работи. Значи, то се доктори кои се толку инвентивни, кои такви логичари, такви практичари биле, ентузијасти, кои имаат лекувано во тоа време огромни сколиози, неверојатно, значи ги имаат комплетно излекувано. Уште во тоа време. И тие методи практично, тие што ги поставиле, се уште се актуелни. Затоа што тие продреле во суштината на проблемот. И сколиозата, пристапот кон сколиозата треба да биде строго индивидуален. Така. Значи, строго не може групно да се работи. И треба да се посвети внимание на секое дете. Не можете вие да го прегледувате 5 минути детето. Так. Значи, тоа е проблем кој треба тука да бидат родителите. Тоа е и психолошки проблем. Вие замислите сега дете во пубертет. Значи, дете кое се развива, кое уште значи, во период од дете па преминува во возраст. Хормоните работат, психички се оптоварени тие деца и вие се му се јавува некој деформитет и вие така го запоставувате или во лице ќе му кажете ова треба да се оперира, нема друго решение. Значи тоа е шок и за родителите и за детето. Значи пред се треба да му посветите должно внимание. Минимум 1 час по пациент. Така. Значи треба да го испрегледате добро. Пред се треба да се бара причината. Значи, и она што го викаме идиопатски не е идиопатски. Значи, причината од прилика веќе се назира, причина, да, постои причина. Значи, што се однесува да ви одговорам на прашањето, значи за сколиозите, значи имаме сколиози кои настануваат, кои ги викате идиопатски, меѓутоа има една хипотеза која мислам дека е најблиску и секојаш вака лепдела најблиску до вистината, дека постои се јавува во тие случаи, се јавува несклад меѓу растот на арбетот и растот на нервните структури во арбетот. Така. И постои исто така една асиметричност, може да постои асиметричност во развојот на централниот нервен систем. Тие деца многу често имаат асиметричност на главата. Многу често имаат, значи, влабнување на едната страна и спакнување на асиметричност изразена на лицето. Имаат деформитети на забите. Говориме за потешките случаи или воопшто? Да, за потешките случаи. Имаат асиметричност на забите и други, значи, асиметричности имаат. Меѓутоа, карактеристично е дека арбетниот столб расте побрзо отколку нервните структури. И затоа се случува. Значи, и тоа е кажано, на следен начин е тоа објаснето. Значи, во колку вие, јас немам толку, не ми е толку еластичен примерот, иначе може и тука, значи, малку ми е стар овој модел, не можам практично да ви објаснам, меѓутоа замислите една пружина. И на таа пружина горе фиксирате еден кабел. Така. Кој е чврст. Го фиксирате горе и излегува низ пружината долу. И дури тој виси вака, мислам се е во ред. Пружината е. Меѓутоа, во колку го скратите кабелот и го фиксирате долу, пружината зазема спирална форма. Исто како сколиозата. Така практично се случува со. И има еден тест кој се прави, кој може да ви покаже дали има скратување на вистина, значи меѓу, значи несклад меѓу, значи скратени нервни структури, дали постојат, дали постои значи тоа затегање. Било каде да е, како симптом провоцира увртување на арбетот, затоа што тоа е одбранбен механизам. Така. И во многу случаи, значи причините може да бидат најразлични, јас ќе спомнам, меѓутоа во многу случаи практично се работи за истиот проблем.
Сега, зошто настанува тоа? Значи, може да настане заради присуство, да речеме, на тумори, присуство на цисти, како што е сирингомиелија. Значи, може да настане многу често и сега се многу чести вродени аномаличности. Значи, аномаличности кои настануваат за време на ембрионалниот развој кај детето и детето се раѓа со асиметрични срастувања на прешлените, асиметрични срастувања или недостаток на ребрата, со многу често клинасти деформации на самите прешлени и во растот, значи во растот, тогаш не може да расти правилно рбетот и почнува да се искривува. Значи имаме сраснување меѓу рбетот и карлицата, кога значи децата покажуваат страшна асиметричност, изгледа дека едната нога е подолга, другата пократка. Тоа е пратено со конгенитални аномаличности на самите нервни структури и тие се многу тешки случаи за кои ќе кажам покасно и тие се лекуваат на друг начин. Значи, во зависност од причината која е, така треба да биде и лекувањето. Значи, потоа имаме разни мускулни слабости. Дали атрофи, дистрофи, церебрална парализа, детска парализа. Тие се веќе или разни невролошки заболувања и тие спаѓаат во друга група кои имаат друг пристап. Доктор Албина, за зобија, ајде да ги спомнеме полесните сколиози. Точно ли е дека поводот може да се примети детето дека нешто се случува со рбето? Сигурно дека може. Кои се тие, што треба да се запази, што треба родителите да запазат водот кај детето, па за да се посомневаат дека веќе почнува нешто да се случува во однос на рбето? Па почнуваат да ги нагазуваат чевлите, да ги искривуваат. Да не одат рамо. Тоа јас и веќе спомнав, значи затоа што рбетот е зглобен со карличниот прстен и на него се вглобуваат долните екстремитети, значи затоа што настанува ротација на карлицата. Заради таа ротација, ориентацијата на колковите е различна и тоа се одразува, тие компензираат со разни деформации и ротациони деформации на долните екстремитети и тогаш децата нагазната различно нагазуваат. Дури и кога се помали? Може да се јави тоа? Може да помала возраст, 6-7 значи, години. треба да разликуваме, треба да разликуваме деформитети на стопалата и треба да разликуваме значи вакви девијации заради... А колку деформитетите на стапалата имаат поврзаност со деформитетите на рбетот? Па имаат голема поврзаност. Затоа што на стопалото одоздола имате многу сензори. Така. Значи, кои даваат информација како вие нагазувате, значи горе во централниот систем и од таму доваѓаат информациите до антигравитационата мускулатура како треба, значи тонусот зависи, значи на антигравитационата мускулатура, значи тоа е мускулатурата која е тука, тоа е кратката мускулатура, значи меѓу овие попречни наставци, меѓу спинозусите, значи тоа е таа мускулатура која го држи рбетот прав. Или така. Значи, пристапот кон еден сколиотичен деформитет е различен. Значи, треба вие да направите невролошки преглед, да го погледате како оди детето, да разговарате и после тоа следува да му дадете решение на тоа дете. Значи, терапијата е тродимензионална и индивидуална. Значи, тродимензионална што се однесува до вежбите, каде мора да има постурална едукација. Так. Јас после ќе ви покажам што значи постурална едукација. Така, имаме ние фотографии, па ќе ги објасниме. И корсетот треба да биде тродимензионален. Значи, едното и другото треба да се поклопуваат заедно и треба многу да се работи со тие деца за да може сега важно е она што знам секојаш прашуваат, да речеме има деца кои се бават со спорт,
кои сакат пред компјутер да работат, кои сакат си имат своји активности. Значи, не смеете ништо детето да го ограничувате. Знам дека има некои колеги не треба ова, не треба да спортува. Не е точно. Значи, вие само треба да го научите детето во тие услови, нивните активности, како треба да го држат телото и како треба да се однесуваат. И тоа е се. Така. Никакви забрани за било каков спорт и за Се било какви во позитивен не сме да има. на детето. Па има деца кои одат тренираат, па имаат некои амбиции, се вие да му кажете заради ова сколиоза ти сега со ова нема. Значи тоа не е допуштено. Повеќе. Така. Да знаете. Робина, јас мислам дека може да ги објаснуваме сликите, бидејќи да не испадне после па да не можеме да што време се поминува. Добро. Дали сметате дека може сега да почнеме да ги објаснуваме или Добро. нешто да кажеме пред да започнеме да ги објаснуваме? Па не знам колку имаме време. Па имаме уште 20 на минути. Да, мислам дека можам уште нешто да објаснам. Добро, ајде, тогаш уште што затоа треба што да мислам дека е тоа важно. Во настанувањето на сколиозата, значи било која причина може да биде да се одрази на растот, асиметричниот раст на нервните структури на арбетот. Така. Значи може да биде, рековме, вродена аномаличност, може да биде некој тумор, може да биде некое фиброзно ткиво кое се закачено на менингите и држи, значи во текот на растот влече и настанува тој деформитет. Меѓутоа може да биде и биохемиски фактор. Тоа сакам да го потенцирам. Тоа значи да има, значи, хормоналниот статус е важен и важни се токсините и начинот на исхрана. Така. Значи има и други фактори кои што активностите допринесуваат на лошиот став, држење долго време во една позиција која не е добра, се разбира, тоа сме го кажале 1000 пати и тоа се подразбира. Мора децата да имат едукација како треба да седат, како треба да одат. Значи мора да има таква едукација, затоа што тие не може да се снајдат, нагло растат и не можат да се снајдат со своето тело, со тие промени кои брзо настануваат. И убаво е да спортуваат. Меѓутоа е важно и како се хранат. Значи, неправилна исхрана. Јас би сакала да им кажам, значи све што ви е спаковано во пакетчина, кое трае повеќе месеци, има внатре отрови. Значи, сите сокови, кока-коли, разни газирани, разни што ги рекламираат природни, ништо од тоа не е природно. Значи, природно е она што ќе си го направите дома. Така, сготвено, свежо. Да. Значи, да се научат децата, јас мислам дека има веќе таков тренд и во градинките, значи да се научат на правилна исхрана, на добра исхрана, тоа е фактор за здравје и за здрав развој на децата. Затоа имаме влакнатост кај мали деца, затоа имаме преран пубертет, затоа имаме дебели деца и имаме многу деформации заради неправилната исхрана. Значи, кога неправилно се храните и неправилно ви работи дигестивниот тракт, се ствараат многу токсини и токсините прават и емоционални проблеми. И вакви проблеми со растот на коскиното ткиво, на мускулните ткива, на развојот на нервниот систем. Во главном, се е тоа многу поврзано и би требало на тоа посебно да се обрне внимание. Мислам тоа да сакам. Нифи ми е сладко во моментот кога ги јадат тие работи, меѓутоа и те како знаат лошо да делуваат. Тоа е се работа на навика. И за нивната енергија и за работа на навика, ако сакаме да имаме здраво поколение. Значи иначе ако немаме здраво поколение, ние немаме иднина како народ. Значи затоа треба да имаме деца кои се здрави, кои се паметни, кои ќе учат и кои ќе бидат утре здрави возрастни луѓе, нели така? Тоа е целта. Да. Дали ќе можеме сега ред по ред да ги објаснуваме во однос на третманот и лекувањето, фотографиите? Па, ако сакате, може.
Јас сакав и некои други работи да кажам, меѓутоа толку е времето. Значи јас ќе се осврнам сега околу решењето. Значи решењето би сакала да кажам, јас ќе кажам нешто за околу идиопатските сколиози, меѓутоа решењето за конгениталните, значи вродените аномаличности, би сакала да кажам следно. Има најразлични вродени аномаличности. И има вродени аномаличности кои треба што порано да се оперираат. И затоа што се работи за мали деца, треба да знаат родителите во тие случаи не може со една интервенција тука да се среди се. Значи затоа што тие, ако вие работите, значи тоа се мали деца, ако вие овој арбет го укочите, тој нема да може да расти. Така. Или ќе расти, па пак ќе се криви. Значи, тоа е серија на интервенции кои треба да се направат, некогаш и тешки, тука се прават тимови, ние сме тоа го правиле. Јас лично, значи, со моите колеги заедно се разбира, сме оперирале едно девојченце на 2-годишна возраст, кој имаше деформитет сколиотичен, кој брзо прогредираше и ќе беше страшно издеформирана, таа сега веќе мислам заврши средна школа и супер девојка убава. Значи без никаков проблем. Значи важно е да се оди во одредени случаи се чека. За да се добие во време, да не се тоа многу интервенции, некој се 6, 7 и 10, дури дојде до пубертет и така. Значи, и се носи корсет цело време. Од моментот на започнување, може да се случи и дури 10 интервенции, додека се може да се случи, затоа што се прават во продолжение, да речеме една работа се прави, па после се прави друга, па трета. Говориме за хируршки интервенции. За хируршки интервенции, да. Значи, вродените аномаличности многу често тие што одат кон големи деформации, значи за да се избегнат, никогаш не може да биде детето баш како сите други, меѓутоа може и воопшто да не се познава или да избегне огромни деформации, затоа што во колку се јават такви деформации големи, тоа се одразува на органите за дишење, на кардиоваскулниот систем, се изместува белодробите, се изместува крвните садови и тие деца се со висок ризик. И во колку вие чекате тоа да се развие огромна деформација, и тогаш да побарате помош, верувајте, операцијата не може да ја заврши работата, затоа што тие деца веќе влегуваат во иноперабилна фаза. Значи, било каде да одите во свет, значи може тоа дете да се заврши кобно. Значи, само анестезија не може да ја поднесе, само анестезијата. А камоли целата интервенција која може да трае повеќе сати. Албина, со оглед на тоа дека ни минува бргу време, тоа ќе мора да ги побараме добро, јас ќе ви покажам една по една, може, да ги објасниме. Ајде, од може, режија нека почнат со фотографиите во однос на третманот лекувањето. Може. Значи, јас избрав само неколку случаи. Така. Значи, ова сакам да ви кажам што значи постурална едукација. Значи, ова е една пациентка со 26 степени ломбална сколиоза и една помала компензаторна. Па не е ни мала, не е ни мала. Така, добро. Не е ни мала. И понатака, можете наредниот слайд, значи, видите како е таа искривена. Како е видливо тоа. Значи, видливо е. И сега за време на постуралните едукации и на вежбите, значи јас работам по метод на Шрот, која е методологија индивидуална и тродимenzионална. Значи, наредното ќе видите истиот ден, наредниот слайд, ако сакате. Ајде, следниот слайд, режи. Истиот ден, значи, како се менува, како може да се подеси телото. Што значи, доктор Албина, по метода на Шрот? Доктор Шрот. Доктор Шрот им специфични некои вежби за секој одредувате? Да, многу специфични, мене ми е жал. Ова е како се едина топка. Видите како може да го држи телото. Значи, јас ја учам како треба во секојдневно. Така. Значи, како треба и без корсет, гледате, таа носи корсет. Меѓутоа, и без корсет,
Значи како може тоа да се искоригира и да се помогне, значи тоа е многу битно. Вие можете да вежбате до утре. Ако не вежбате правилно ако не го научите вие детето како треба да се држи или го учите а тоа не прифаќа, резултатот ќе биде слаб. Значи треба да се вгради, значи се работи пред огледало. Значи таа свесно се коригира, значи пациентот гледа, свесно се коригира и треба таа свесна корекција да влезе во подсвеста. За да може потоа. Ево ова ви е една поголемка сколиоза, значи таа е негде околу 50 степени, 40 и нешто. И ќе видите истиот ден, значи јас работам манипулативна техника, користам и хомеопатија, користам и биорезонанца и користам разни техники во кои ги ослободувам прешлените кои се заглавени, за да можам ќе видите истиот ден. Значи меѓу оваа снимка и наредната има 1 час разлика. Ајде следната фотографија режија, може? Значи ќе видите ова е истата пациентка. Значи само после 1 час? После 1 час. Така. Значи ова е после 1 час. Вежбање и Не, тоа е само манипулативна техника. Така. Значи она што пред малку го кажа. Да, тоа е манипулативна техника каде се ослободува и се прави ротација. Значи ова е на сколиоза, сум ја превкажувала и други пат, меѓутоа од 53-4 степени, во период пред пубертет, значи пред да добие менструација девојчето, значи може понатаму да покажете наредниот слајд ако сакате. И ова е кога се заврши лекувањето. Значи ова е некаде на завршеток на гимназија, на средна школа. Значи тоа е почетната фотографија, а ова е последната. Да. Значи не мора секогаш да трчаме и да предлагаме оперативно решение. Така. Само треба упорност. Значи треба упорност и треба добра терапија. Значи добро смислена и водена терапија која ќе биде индивидуална, која ќе биде прифатена од детето. Значи ако вие му објасните, значи што добива со тоа? Значи секој вежбите се со дишење, затоа што дишењето се користи значи посебна техника е тоа, се користи за деротација и за корекција на градниот кош. Значи без таа техника на дишење вие кој ќе му објасните вие на детето, значи тоа знае, значи тоа е со мислење, не е со вежби формално рацете, нозете, некои вежби така. Да кажете дека психички се вклучува и самиот пациент. Мора, значи тој свесно се коригира. Значи ова е девојченцето на почетокот и ќе видите на крајот после повеќе години, значи наредното ќе видите истата пациентка. Сите овие случаи што досега ги видовме, вие сте ги излекувале, сте ги довеле во нормала. Тоа исто да потенцираме. Некои се во тек. Ова е нејзиниот изглед после на крајот од лекувањето, да. Понатака. Значи се успеало да се доведе во Да. И ова е истата таа пациентка која ќе се наведне, ова е нејзината грба. Значи или гибозитет. Да, огромен гибозитет и ќе видите после наредното. Ајде да видиме следната фотографија. Значи каков деформитет и ова е кој ќе се наведне, значи сосема малку нешто останало од таа голема грба. И тоа не е во ред ако се наведне, тоа има улога, значи треба да не се познава. Да не се познава, да. Помалку да се познава. Да. Понатака. Следно. Може следната фотографија. Добро, ова е една лумбална сколиоза. Исто, ево, рисер 0, значи детето уште е пред пубертет. Да. И во фаза на интензивен раст од 47 степени и ротација од 22 степени и наклонетост, значи на третиот лумбален прешлен во однос на карлицата од 30 степени и ова е нејзината завршна снимка. Значи кога е завршен растот. Значи мислам дека беше веќе на крај
на средна школа. 2005, значи 3 години. Да. После 3 Понатака. Ајде следната фотографија. Ова е Тука е пациенката видливо, и нејзиниот изглед на крај. Ајде следната фотографија да видиме. Вака изгледа. Да. Значи Можеме сосема да забележиме дека и во килажата има измени. има и во Да. висината е порасната и така натаму. Понатака. Све си има улога. Да. Ајде следниот слайд. И ова ви е една исто големка сколиоза, исто то се сите сколиози ги имам избрано кои се пред пубертет. И Значи- само да ве прашам, дали овие сколиози прилично кои што се поголеми, можев да забележам сите до сега што ги покажавме, се предлагало да се оперираат? Да, А сите. вие сте Сите. се обиделе да без оперативен се запад пред, да доведете. и то се предлагало надвор. Така. Значи тие се консултирале и надвор. Тоа е добро да потенцираме познати и гледачи. на сите им предлагале оперативно лекување. Така. Затоа што ова лекување е конзервативно, сака многу време, Така. сака огромна посветеност и огромна љубов кон децата за да им се помогне, Така. за да имате успех. Знаете, и сите не се расположени толку да посветуваат толку време. Не само овде, насекаде во светот. Тоа е вистина. Значи ова е тоа Што е девојченце, потешко, значи со една сколиоза во фаза на предпубертетски раст. Таа е многу, таа е висока, мислам повеќе од 1,80 м е сега. Огромна е. Значи со 46-7 степени сколиоза. Исто голема, така. Да, голема сколиоза. Таа е веќе во средна школа и една од можете да одите понатаму. Ајде следната фотографија. Може следната фотографија? Ајде. И ова е, значи, нејзиното лекување уште не е сосема завршено, али тука е некаде. Веќе се гледа по Да, така. сосема поинаку изгледа, иако лордотичната компонента горе уште, таа е таква е тенка, висока, така да Има ли уште може. фотографии? Има уште, ако може Добро, да одиме може следната. понатаму. Значи ова е незиниот корсет. Така, Ево веќе да може ви да покажам се- еден корсет, ова е шено корсет, тродимenzioнален. Се изработува за секој Се индивидуално. изработува за секој, сега веќе и во Македонија не се зема мерка со гипс, значи се зема компјутерски, има големо олеснување и за децата и за нас. Така да се изработува на вистина тродимenzионална корекција треба да има. Гледате какви се големи отвори има. И се оди по принципот на деротација, флексија, во отварање на конкавитетот, елонгација и така натаму. И на ова одат терапијата по шрот. И тогаш има резултат. Значи таму од левата страна, значи кај што е отворот, таму треба да биде во тек на вдишување треба да се шири градниот кош. Така. Ова како се зема Како мерка. се зема мерка, да, тоа сакав јас да кажам. Како Значи, се зема како е мерка тоа, компјутерски, со специјална кога- камера, да. Да, и многу брзо и многу И многу едноставно. ефикасно. Ефикасно, да. Полеку по однос на лекувањето, кога стана збор за И ова се последните, значи за дишењето сакав да кажам, гледате корсетот мора да води сметка. Значи на одредени места да врши притисок, на одредени места да има експанзија, односно да остави простор. И сега ќе видите, гледајте на задниот дел како е празно. Значи многу е важно затоа што најчесто сколиозите се со изравнета торакална кифоза, значи лордотичен ние викаме, лордоза торакална, значи градна лордоза, која го заглавува рбетот и не дозволува понатамошна корекција. И многу е важно, гледате сега, значи таа кој ќе диши, гледате таа се влечи рбетот према назад, значи се коригира таа лордоза торакална. Така. Значи, тоа сакам да
да покажам колку е тоа битно да се направи корсетот како треба. Значи корсетот не треба да е оклоп, тој треба да има своја функција и тој мора да биде пратен носењето на корсет со вежби и на тој начин нема да има никакви последици по детето и по мускулатурата, иако го носи цел ден. Значи дозволено е 1 час до 2 часа да се релаксира без корсет, меѓутоа во тоа време мора да се држи правилно. Значи проблемот е да се научи детето. Значи да го вгради она, значи во подсвеста, и кога ќе дојде во подсвеста, тогаш тој без мислење, значи пациентот си зазема таа позиција како што треба. И обично тие деца кои го има тоа интегрирано, толку убаво стојат, толку убаво оде да вие просто ќе се одушевите, ќе речете, видите оваа особа како добро стои, како убаво се држи, без да знаете дека таа особа била лекувана од сериозна сколиоза. Така. Доктор Албина, горе-доле веќе времето ни измина за сколиозите. Секогаш ни треба уште повеќе време за да објасниме све. Јас се извинувам што и малку е времето секогаш. Бидејќи сакав и сликите да ги погледнат нашите гледачи, па и да видат нели како оди сето тоа лекување, колку вие значи сте успеале на сите овие деца да им помогнете, од нели цело на ваше знаење да го примените врз нив за да нели не се оперираат, а да се доведе рбетот во нормала. Значи може и така. Ние не ги вклучивме гледачите, бидејќи секогаш знам кога говориме на овие теми, сакате убаво да објаснат, никој да не прекинува, меѓутоа затоа ќе се обратам до нашите гледачи, значи за сите оние кои што не следат, а имаат вакви проблеми, може да се јават во нашата телевизија, ние го имаме бројот од доктор Албена, секако ќе може да се јавите, да искомуницирате со неа и да појдете за да можете да го решите ако имате ваков проблем со вашето дете во однос на овие сколиози. Што друго само би кажала како за крај еден совет? Значи, јас сакам уште еднаш да ги поздравам сите родители и деца кои имаат таков проблем и да знаат дека проблемите се решаваат, меѓутоа да не чекаат многу долго. Значи, во колку видат било каде да се лекуваат, во колку видат дека нешто не е како што треба, значи може да си поборат и друго мислење. Не морат кај мене, можат имаат такви центри, има центри кои се занимаваат со таа проблематика како што треба, професионално. И може да се помогне, многу може да се помогне. Јас во мојата работа користам и биорезонанца, и хомеопатски ги третирам, и ги тестирам некогаш ако има потреба од нека суплементација и така натаму, така да комплетно ги третирам тие деца. Меѓутоа, како што кажавте, да не се разочаруваат, да не се разочаруваат, решение има. Така. Значи, како што кажавте и на почетокот, само на време да се реагира исто е многу. Па на време е важно, да. Не се чека да се дојде нели до вакви поголеми искривувања, па да им треба повеќе време после за да ги нели вратат во нормал. А тие што се случаи за операција треба да се оперираат, ако им се каже тогаш, да не чекаат да помине времето, па после тоа да биде тешко и да биде ризично по животот на детето. Како што кажавме, бидејќи поголемите искривувања делуваат и на дишењето, и на органите за варење, и на срцето, значи на работата впрочем на целиот организам, бидејќи секогаш кога говориме за рбетниот столб, велиме дека ако нели рбетниот столб не е правилен и ако има некои проблеми кај него, без разлика дали е сколиоза, еве повозрасните дископати и така натаму, секогаш влијае на работата на целиот организам, а ние не сме ни свесни. Ви благодарам за денес, се надевам дека еве нашите гледачи добија многу корисни информации, бидејќи навистина убаво се објаснивте, па се надевам во некое следно издание повторно ќе се видиме со некоја друга тема. Благодарам. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам на вниманието уште еднаш. Се надевам дека бевме и денес интересни и доставивме корисни информации. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје.